Зоран Василевски важи за еден од најконтроверзните истрадни новинари во Македонија. Без разлика дали станува збор за тоа што го пишува, што го објавува на социјалните мрежи или за неговиот приватен живот, Зоки, познат како Зоки Фаци, секогаш привлекува внимание. Денеска, мое друштво во без маска, за да ни ја раскаже неговата животна приказна. Кога се договаравме за ова интервју, ти ми кажа дека Конјичкиот клуб е едно од местата каде што најчесто си доаѓал после операцијата. Не е тајна дека ти имаш канцер. Да. Како се чувствуваш сега? Знаеш, ако во моментот кога докторите ми кажа дека имам канцер, јас седнав на една клупа, се запалив cigarче и реков окей, види ги моите другари поддржуваат. Гласни се. Сватив дека тоа што го правев цел живот, таа кариера моја, знаеш, сите сме ние материјалисти на некој начин, се падна во вода. Тогаш бев во рацете на Бога и на нашите доктори. Дојдов во Конјичкиот клуб Бравадос тука во Скопје, почнав да си ги галам овие прекрасни животни, за мене е еден од најубавите на светот. И успеав со таа моја добра волја и со тој мој лајфстайл да го победам канцерот. Колку ти се смени перцепцијата за животот од кога дозна дека си болен? Како што нагласи Андријана, ние сме сите у себе материјалисти. Значи, ни фали добра кола, ни фали добар апартман, ни фали добра гардероба, скапи сати, скапи патики, но меѓутоа ништо од тоа не е вредно кога ќе ти се обушта дека ти носиш канцер во себе. Мојот канцер беше на ногата, 750 грама. Го извадија целосно? Да, го извадија целосно, се века што не е метастазиран, значи од најдобриот канцер. И јас оваа прилика би сакал да искористам да се заблагодарам на сите доктори во државна болница на оддел каде што лежев јас, начело со доктор специјалист Боро Џонов, кој ми даде така една голема поддршка. И благодарение на него сега сме тука, сега сум жив, продолжувам понатаму, тоа е некоја епизода од мојот живот што така требало да биде, така решил Господ. Кратко време ми требаше да се опоравам, после 2 недели беше искочив од дома, сосем нов јас, со некој мајндсет многу поразличен. Сега ми се да бидем искам многу различни моите размислувања животни. Добро, извини што те прекинувам. На почетокот, првично кога ти кажа докторот дека имаш канцер, што си помисли? Што ти се изврта прво во глава? Ние сите за тој канцер читаме и сите сме слушнале дека некој наш близок има, некој пријател и се викаш пупуска да е да не сум ја, меѓутоа дојде времето да сум ја. И сега единствено што не правев е не читав на интернет. Значи тоа не ме интересуваше. Не беше сам свој доктор? Не бев сам свој доктор, туку ги слушав докторите што ми кажува. И кога дојде денот дека треба да се оперирам, ја ти го сватив тоа толку многу лежерно. Не го сватив... До толку лежерно, извини што дојде облечен во пижами, во влечки. Апсолутно така, тоа е една анекдота што ќе ја памтам. Ако некогаш напишам книга за мојата кариера новинарска, ќе го спомнам и тој дел кога ми кажа дека треба да се оперирам, сам дека беше петок, и ја буквално дојдов од дома, беше зимо, декември, по пижами, со папучи, во такси и се дојдов директно во сала за операција. Добро, падна ли психички во моментот кога ти кажа дека си болен? Да ти кажам искрено, мислам дека тоа ми траеше едно 15 минути. После тоа сватив дека ако сакам да живеам, треба да застам на здрава нога, тоа што сум ја по карактерно многу принципиелен, многу весел човек, не сум агресивен, не сум идиот. Отидов во црква, тоа можам да кажам само, таму се помолив на Бога и реков како ми даде живот, ќе биде супер, и он ми го даде и така. Кој те креваше најмногу во моментите кога ти беше тешко? Овие животни овдека. Имам куче, имам мачки, јавам коњи од дете, така да мислам дека животните даваат на посебна енергија, тој што не ги чувам не знае. Малку се повлеков од луѓето, единствено со кој комуницира се моите пријатели вработени во Микаса. Лила Филиповска беше дел од тој момент кога јас дознав дека имам канцер. И единствено што се смеевме, знаев дека коста нема да ми падне затоа што не е моја.
Тоа беше исто многу смешно. Да, да те прашам и за косата, пошто се провртеа секакви морабити, се дека се пресадил, дека е перика. Јас ја купив од Милано пред 3 години, сега си расте, направена со силикон, одам редовно во D&D и Дани да си ја поздравам и нејза, без неја не можам, она ми ја средува, така да тоа ми беше малце комплекс, кога ми падна косата од стрес, но меѓутоа сега си имам оваја и си викам у себе, жени ве ставија силикони, задници, не знам усти, носеви, зашто ја не ставам коса, точно. Така. Да, ти дури од кога се оперираш, ствари во јавноста кажа дека си имал рак. Мислам дека луѓето беа изненадени. Јас се ставив на Инстаграм, еве тука во кава рана од тука до тука, таа ми требаше долго време да ја припатам на телото затоа што ја мрзав, знаеш. Се потсетува на еден негов апсолутно, период. јас тогаш на Инстаграм баш што го кажам луѓе, јас го преживеав ова, ако ви треба некој мој совет, што вика Лила, ти треба те вработат во онкологија за да можеш да ги креваш луѓето, да, позитивно. Затоа што, Ријана, кога ќе погледнеш во својот живот, кога ќе кажеш што ми фали, што ми треба, погледни го ходникот во онкологија, во кав ходник и цели со пациенти, со млади деца од 12 години, од 10, од 40, од 50, чекаат со чалми на глава оперирани, знаеш, тоа е еден друг свет. И сега нас ни кажа дека ќе можеме да земеме еден кој науку да го прочитаме. Да, не ти е страв? Ајде да, не. Добро. Ајде да. Додиме во меѓувреме, валјда убавецот ќе ми даде да го погалам. Не е тајна дека обожаваш коњи, од каде љубовта кон овие животни? Знаеш како, за тоа е крив дедо ми. Во Катланово имаме се уште тама куќа, имаше цел двор му беше за животни, од коњи до крави до овци, беше сточар и љубовта животните буквално ми дојде од Катланово. И он секојаш велеше, иако беше многу внуци, дека јас ќе бидам тој што ќе биде негов наследник, ќе биде ветеринарен лекар и ја тоа станав. Го заврши ли ти факултетот или заврши? Завршив одгледување на животни, ама никогаш не поработив како по струка, за жал, но меѓутоа љубовта кон животите ми остана, дипломата ми стои дома. Ти твојот душевен мир го наоѓаш во Катланово, меѓутоа колку чувствуваш сега празнина кога ќе отидеш таму после смртта на твојот татко? Па, знаеш, ако таа куќа ми остане во наследство, пред 2 години ја реновирав цела, сега е зелена, сега викам зелен рај, таму буквално го најдов својот мир. Имам огромен двор со многу растенија, многу околу 80 видови на дрва, што сам си ги садам. Чуваш животни таму или не? Да, имам мачки, имам и куча, но кучето сега го чуваат сестра ми и внуците, не ми го даваат. Се вика Луна, шапланинка е, сега е кенив. Да, ти често ствари објавуваш слики со шапланинката. Луна стално си ја возам у кола, она ми е баш best friend. Колку си близок со сестрата и со мајка ти? Па сум со сестра ми, знаеш, една ми е, си ја сака многу, она има 2 сина, Дарко и Виктор. Ја буквално ги израснав и баш се смеевме сега со сестра ми, вика до сега се што сум ја купил убаво било од мене. Луѓето што сакаат да те видат или ќе те најдат тука, или ќе те најдат на Кале, во Микаса, каде што работиш како менаџер. Маркетинг менаџер сум во Микаса скоро 2 години, од самото отварање. Да ти кажам, оди сум таму на кафе, тоа е за мене најубавото. Јас тоа сега ќе те прашам, дали ќе не носиш на кафе и на баклава? Сакаш малку да го подржиш? Да, ајде, јас ќе го вратам тогаш назад, ќе пробам барем да го вратам назад. Ако ти избега, ќе треба да го платиме, ова е сигурно 15.000 евра. Океј, ќе продадеме по еден бубрег. Ајде, бебе. Ајде сега ќе ти помогнам. Дојдовме во Микаса, ти рече дека тука го наоѓаш твојот мир. Ова е како твоето второ место, втор дом. Па, ако не е мој дом, не втор дом. Микаса значи нели мојот дом. Да, мојот дом. Јас се надам дека се допаѓа овој поглед. Ова е моје и твое Скопје и ваше Скопје. Добро, толку многу ли ти се досадија естрадата и забавата што реши нели тотално да ги оставиш, да ги тргнеш на страна, иако имаш нели твој портал кој што го работиш, меѓутоа тука си. Знаеш како таа естрада ми го зема живот. 15 години бакотрпна работа, создадов многу звезди, со некои сум денеска во добри односи, со некои не разговарам, за жал. Една од нив Елена Ристовска, не знам зашто не разговараме, никогаш се најдовме на иста фреквенција, знам дека и нејзи почна татко и во исто време кој и татко ми. Јас се пишав порака такава чисто од срце да ја дадам подршка, не знам дали ја доби,
Ама и Телена Ристовска, јас не разговарам со години и јас не знам зашто. Ако она знае, нека ми пише. Кога пред 15 на години се пријави на огласот на Вест за да пишуваш рубрики нели за животни, дали воопшто помислуваше дека еден ден ќе станеш истраден новинар? Не. И не само тоа, туку дека ќе станеш можеби најконтроверзниот истраден новинар кај нас, бидејќи тоа е епитетот кој што го носиш. За тоа е крив Ацо Кабранов, мојот добар гуру татко, и Горан Михайловски, уредникот на Вест, што ми дадоа таа шанса да се пробам во тие новинарски води. Не се кам што го поминав тој 15 годишен пат од Вест, А1, Канал 5, 1 ТВ, затоа што така ми било пишано. Значи, никогаш не проработев по професија, но го проработев нешто сосема друго, што се вика таблоидно новинарство. За мене е една од најтешките работи, професии во Македонија. Се изборив под место под сонцето, работев напорно, ви кажав, еве, правев мал милион интервјуа со сите балкански звезди. Ќе те прашам и за тоа да меѓу пишаното новинарство и работата на телевизија, што е поголем предизвик? Кога ми понудија да работам во А1, сватив дека тоа не знам да го работам, но меѓутоа љубовта кон камерата е стварно била чудна. Ден денеска ми е љубов голема. Еве сега кога те гледам тебе дека снимаш, и фали тој дел. Чудно ли ти од другата страна на камерата, наместо да поставаш прашања да одговараш? Знаеш зашто рече контроверзен, така и ме најави. А јас што правам контроверзно, не разбира. Моите интервјуа секогаш беа интересни за јавност, затоа што јас знаев што сака јавноста да слушна. Затоа се роди таа ексклузив, Пафаци, ми остана тој бренд, да. Таа беше многу успешна емисија, која имаше многу голем рейтинг во А1 телевизија, и ден денеска некои генерации млади кои кажат: "А, ти си го работел тоа Пафаци, ти водеше емисија." И знаеш, мене ми е тоа малку чудно, зашто некако го оставив за себе, не дека не ми фали. Ама тие луѓе што ги запознав, најверојатно ми се ете тоа благодет да запознам толку многу луѓе. Сум правил интервјуа со претседатели, со унитско поземје, со проститутки. Меѓутоа ти, извини што те прекинав. Старлети. Ти кога разговаравме, ние се видовме пред некој ден, и кога разговаравме ти рече: "Јас сум среќен што работев со Тоше, што работев во тоа време за да можам, нели, да соработувам со него и да му помогнам и јас на некој начин во кариерата." Мене е многу драго што сум во книгата на Тоше Проеска што објави, и ти си исто во, нели, на Сонја Неделковска, моја драга колешка, кога ми се јави дека ќе бидам дел од книгата на Тоше Проески. Знаеш, кога си дел од историјата на толкава звезда, за мене е тоа голема чест. Затоа што сум соработувал со него, Мадона во Будва, Кайли Миног, Дипеш Мод, Бој Џорџ, интервјуа не само од балканските звезди, не ги зборам Калеуша, Цеца, Ази, Северина и мал милион други луѓе, што обично човек можеби не може да ги запознае, а јас идев со нив face to face како со тебе. Кој ти бил најголем предизвик од нив? Па, знаеш како, Азис би го одвоил. Затоа што за мене беше една огромна звездетина, која во емисија ми подари на очи на доочекување уште ми се дома, затоа што Азис ми дојде на интервју со тројца дечки, кои беа исто облечени, и само ми рече, кога го прашав дали има партнер, он ми кажа: "Ги гледаше ве тројца во дека еден од нив е." А викам: "Зошто се исто облечени?" Па папараците да не сватат кој е. Знаеш, тоа беше хит, затоа што Азис за мене стана пејачишта, сега е нели машко, не е више. Сега скоро стана и татко. Стана татко, да. Сега слушам дека каде е во Скопје, дека септември, октомври, баш ми се пишуваме чат-пат на Инстаграм, ми е така да го видам. Сега, не е тајна дека и ти во твојата кариера си направил многу луѓе звезди. Така. Доаѓаја кај тебе, што бара, всушност, на што се беа спремни луѓето за да ги направиш звезда? Знаеш, ако ја го кажам тој пример, Александра Накова никогаш не ми се наљути, затоа што е вистината. Дојде тогашниот нејзин дечко, ми донесе во плико 500 евра и рече: "Ова девојка мора да ја направиш звезда." Ја тогаш Накова беше дете, што со плава косиче, така, дојде од Гевгелија, и драго ми што не ви помогнав многу у кариера. Иначе што би направиле? Па мислам, што се беа спремни да направат за да се пишува за него? Знаеш, во тоа време имаше магазини, имаше таблоиди, имаше емисии како твојата, имаше телевизии кои тоа ќе го пласираат. Пример, Викторија Лоба. Ми дојде у канцеларија, онако од некој девојченце: "Сакам да ме пуштиш мојата нова песна во емисија." Ја викам: "Која си ти, бре, девојко?" А еве сега Викторија Лоба е естраден уметник.
Низ да имаше на насновни страници во Свет, во Крема, во разни магазини, по разни телевизии, така се создаваше звезда. Сега Неколку лесно се го ствари на младите со Не социјалните им е баш мрежи толку што ги лесно. имаат, заради тоа што па се има подостапно, Да, ама, побрзо. знаеш, друго е филингот кој ќе имаш твоја насновна страница, Нели? па ќе се чуваш дома. Меѓутоа, дали некогаш па ти се случило некој да дојде и да побара од тебе да му направиш услуга, а ти да сметаш дека е толку досаден ствари што нема што да понуди да го одбиеш? Знаеш, ако во едно наше денечко кафе со Тоше Проевски, Бог да го прости, сеќам кога ми кажа дека треба да им помага на младите пејачи што доаѓа затоа што имам таква харизма. И ја тоа го запамтив и многу од нив кога дојда никога не сум одбил. Што викаш ти од тоа толку што е досадно, јас ќе направив да биде поинтересно. Јас стално кажам дека штета е што не знам да пеам. Сега 90% од децата ќе ги немаше, ќе беа на настовните страници мои. Дали измислувавте заедно приказни, пласиравте вести со луѓето нели со кои што работеше за да се крене фама некој околу нив? Така е. Која е најголемата, ајде лага да речеме, што сте Па измислиле за што некого знам, заедно? мал милион ги имаш. Мал милион. Знаеш како, зависеше од пејачот дали ќе биде добар за соработка. Пример, Маја Вукичевиќ. Сега е во Австралија, нели си сели, Ребека. Сега се откажа од кариера. Мислам дека пејачки беа фолкирки беа отворени за соработка. Пример, кога работе во Вест, ќе сакаме да направиме настовна станица со Елена Велеска гола. Она тоа го правеше без проблем, нели вака сликана, па вака, што е нормално за 99% девојки се сликаат така за Инстаграм, нели? А она тоа го правеше пред 15 години. Само да кажам, зависеше од тоа колку е некој спремен да соработува. А сме измислиле такви приказни. Не знам, ајде една. Шо знам така, чекај. Пример, дечкото ја оставил да ја фатил со другарки у кревет. Тоа не постои, мислам, измислена приказна, не знам која пејачка беше, не се сеќавам, ама тоа продаваше која алба. Или јас го измислив трачот, еве ти добар пример. Јоце Панов му се јавам за некоја изјава, он ми вика брат, у болница сум. Ја викам, тоа не ти го сечат пенисот. И он почна да се смее, вика ништо ногата и јас ставање наслов Јоце Панов отиде да се го скрати пенисот пошто он бил многу голем и тоа ден денеска е трачот се препречава. Не знам колкав му е пенисот, ама не го исече. Ти беше на времето близок со Мелита Ракичевиќ, со Софија Каракаева. Дали се уште се дружите? Дали се уште комуницирате? Софија Каракаева е мој личен проект, тоа го кажуваат сите. Софија Каракаева дојде од Гевгелија, од нигде никаде, во Скопје и сакаше да биде звезда. Мислам дека е она една од првите старлети во Македонија во буквална смисла на зборот. Не комуницираме, многу ретко на Инстаграм, никогаш ке се пишеме, не сме се виделе одамна, она по свој пат, ја по свој. Она ми е баш проект, Софија Каракаева за кратко време ја дозна цела Македонија и она сега живее на висока нога, е права смислена старлета, овие млади може вода да ја носат. Софија има 48-9 години, изгледа авион, можеш ти да го видиш тоа на Инстаграм. Мелита ми е другарка од многу од детство. Јас и она имавме убава соработка, но меѓутоа не раздвоја патиштата. Она беше многу добар водител кога беше на телевизија. Имаше многу интересна емисија за животни, после правеше интервјуа, сега малце слушнав дека забегала по некои други води. Колку е тоа точно не јас не знам, но тоа не комуницираме. За жал. Некојаш ќе ме адне на Инстаграм, па ќе ме прифати, па ќе ме оследи, па ќе ме избрише, блокира, а никогаш не сме се направиле лошо еден на друг. Што е филмот, не знам. Ти и Лила сте многу блиски. Како почна вашето пријателство? Па Лила се познаваме долги години. Ако ја бев еден на Сител, се зближивме, чисто онака се гледале на инвенти, на некои настани. Едноставно, она е вага хороскоп, ја девица, и ни се поклопијам некако муабетите, ја мене со ваги ми оди муабетот. Ја верувам во хороскоп, ти веруваш? Да. Да? Што си хороскоп? Бик. Добро. И со Лила ми е убаво, знаеш како, не ме замара. Си имаме некои наши муабети, се помагаме баш ова што ми се деси со болеста, ми беше десна рака. Колку е една од оние луѓе кои што ги знаат твоите тајни, кои што се тука секогаш за тебе? Дефинитивно се знае за мене. И баш буквално се ја кажувам. И она мене исто, така да се дополнуваме независно од тоа што ќе каже јавноста, битно ми е Лила да каже што мисли и тоа е тоа. За јавноста одамна ми е гајда.
Дали беше тешко да стигнеш до ово ниво на кое што си Многу. денес? Работев напорно. Ако денес имам снимање во Хрватска, ќе снимам Северина, одам во Белград, ќе снимам Цеца, одам во Софија, го снимам Азиз, одам не знам си каде во Косово, ја снимам таа и таа. Многу беше напорно, цел мој занат го испаков буквално на улица. Кога сите одеа на одмори, на родендени, на нови години, ја работев. Дали си или дали беше осветољубив? Дали те се случило во текот на кариерата како новинар заради тоа што некој ќе те зезне за било каква ситница? Да му вратиш на тој начин реално што сите ќе пуштиш некаков прилог или ќе пуштиш некаква приказна за Реално некој? да, го правев и тоа. Признавам, го правев тоа. Сите сме ние на некој начин осветољубиви, ама тоа со годините ми се извини. Колку непријатно се работата што ја работеше, значи да се до биде времето естраден добив новинар? и шипка во глава во Да, Ајден. тој ќе те прашам. ме Дали нападнаа мислиш дека пред тоа ти се зграда? врати како некој бумеранг, како Апсолутно. некоја карма? Не, тоа беше некој прилог што на некого не му се допадна, па најмија бајца да ме ударат со шипка по глава и тоа го Ти преживев. заврши во болница, Да, имаше пријави тогаш. во полиција? Да, имаше тогаш пресконференција на Јанкуловска, тогаш беше министерка, да ме ќе го најдеме сторителот, ова е скандал, ова она. Ја Се добив имаше разврска некаква случај или? ма јок. Ја најде само шипката, беше од точак, се ми ја покажаа полицајците. И ја битно добив публицитет, насlovна страна, на сите дневни вестици бев дента, вечето на сите вести беше актуелно, Зоки Паци го нападна пред зграда и тоа го добив. Ете, публицитет и тоа го преживеав. Меѓутоа, едно од оние работи што ти се случи е обидот за киднапирање. Едно време се пишуваше во новини нели дека Зоки пробал да го киднапираат, за после да се испостави дека тоа било ствари скриена камера на српска телевизија. Меѓутоа, во моментот кога те киднапира, добро што ти се вртеше во глава, може да се сетиш сега. Тоа е крив Кизо, мој пријател многу добар, и ме однесе во некое жилче село Тетовско натаму, некој албанец богаташ, имал некоја швалерка, треба да ја направам звезда. И човекот ми дава 60.000 евра на рака и ми вика, за месец дена мала мора да направиш звезда. И одиме ние таму, тоа селото. И таква драма ми се направи, што јас долго година искуство на телевизија не сватив дека имаше камери. И тие дошла во Србија специјално, обучени, народно кажано ми ебаа мајката. На крајот, кога почна да пукаат овие албанците со тие калашниковите, кога почна се вика некоја фама ќе не утепаат сите, тука готово ја ќе идам за Косово, ќе ме киднапираат. И кога сватив, кога ми се отвори тој еден огромен лист на кој пишуваше скриена камера, ја мислев дека сето ми беше не у петици, не знам кај ми беше. Меѓутоа, дури Лошо искуство, после тоа потпишуваш договор дека нема да ги тужиш. и дека може да емитуваат емисија Да, која да. што Страшно беше, ама добро, тоа е шоу бизнес. Меѓутоа, ти кога не си дел од шоу бизнисот, некако секогаш си во центарот на вниманието. Па една таква слична работа се случи и лани кога наводно излезе твое нели приватно видео. Види, јас научив да живеам со сето тоа. Да се десеше тоа пред 15 години, ја дома ќе се трескав главата од зид, па ќе си викав шо како ќе искачам сега на улица, што ќе каже мама, тато, роднини. Сега баш ме е седно. Знаеш како? И кога ќе ме повредат, ја тоа веќе знам да го носам достоинствено. Значи, исправено. Ти можеш за мене да пишеш што сакаш, ако јас знам дека не е така, не е така. Добро, знаеш ли барем од каде тргна работата? Пошто мислам дека тогаш на Инстаграм ти напиша не заради себе, туку заради другите, јас ова ќе го пријавам нели во полиција. Да, бев во сајбер криминал горе во Беко, го пријавив со инспектор, имав добра комуникација. Човекот, знаеш што ми кажа, што беше најжално, дека такви стигаат по 20-50 дневно. И дека нема разврска ништо? Да. И затоа викам, ако некој малолетни го малтретираат, што останат ја стар вол, разбираш? А ако го сакат тоа јавност, ја ќе направам уште 5, дека да ги пуштат. Може да има и црнци, и геймбанк, се што сакат, јако на располагање. Меѓутоа, тоа што си јавна личност, по друга страна те носи поинаков тип на бенефити. Сега ти ме кажа дека си дел од новата кампања Да. антициганизам. Можеш да ме кажеш нешто Да, повеќе ова е за тоа? фактички голема кампања кај што сум ја заштитно лице на антициганизам. Тоа е невладена организација ромска на адвокати роми за нели таа расна дискриминација во Македонија што ние ја приметуваме, ама се правиме дека не ја гледаме, така да ми понудија да бидам дел од тој антициганизам. И сега ќе искочам најверојатно летово на билборди кај што ќе биде стоп за насилство на полицијата врз ромите. Така да јас со мојата кариера научив да се дружам со роми, албанци, турци, немам предрасуди никакви. И сакам да кажам дека би беше чест што ме поканија во таква невладена организација да видам малце и хуман.
И тоа ми е многу битно. Пред да го завршиме интервјуто. Добро, што треба да се случи за да те врати некој или нешто на телевизија? Не знам, сега тоа ми го поставуваат многу прашања и јас долго, знаеш ако ја верувам ти кажа во хороскоп и во натална карта, една девојка Тамара ми гледаше на натална и ми вика тебе ти е судбина телевизија. Кај да бегаш, кај да одиш, таа ќе се врати како бумеранг, не знам. Мене беше многу драго што ме покани да бидам дел од репортериот, посебно од Сандра, ми е колешка што ја познавам 15 години. И јас сакам да ти придадам тебе, знаеш дека сум нели контроверзен и скандалозен, и изненадување што ти го спремам 2-3 дена. Добро. Ама само ќе морате со камерата да дојдете и да ме пратите мене и да видите што ќе се деси. Ајде. Ова е малце изненадување за тебе, затоа што има една работа што не ја знаеш за мене, сега ќе ја дознаеш. Овдека се слуша нека добра музика. Да. Ова е само за тебе. Браво, дечки! Андријанче, официјално сум менаџер на Микаса Бенд. Овие се дечки што свират ориентална музика. Буки е на клавиатура, да, како се викаше тоа пре? Кларинет, го заборам стално. Тоа е Лео, ова е Неджип, ова е Елвис. Така да ние тука се свириме, се правиме журки. Ние сме се вкоментуваме, ќе ми кажеш дека свириш на таравка и дека ќе седеш со нив. Јас сум пејач. Добро, пробал Зоки некогаш да свири со вас? Не, јас сакам да пеам. Ама немам глас. Ајде да ни спееш тогаш нешто. Што да? Било што, малку готово. Може ли за крај онаа мојата песна од Есма Реджепова да се потсетиме на неа, може? Много добра е свират. Да. Чај сукарие. Чај сукарие. Браво. Thank Значи, јас you. сега чекам да не викнеш на нивниот прв Да, настап. свириме горе во Микаса, сега ќе почне сезона за свирки, така да они се тука скоро секоја вечер, свират надвор, имаме гости од странство и многу ни ги бендисуваат затоа што свират Одлични малку се. поразлична музика, знаеш, не е фолк, не е турбо фолк, не е поп, него е ориентална музика. Изненадувањето беше стварно Свигаше? одлично, да. Добро, фала дечки. Дечки, фала ви. Зуки, тебе фала ти за Ништо, фала ти на прекрасниот тебе. ден. Стварно беше Се надевам се поминавте неверојатно, убаво да. со мене. Се Фала ти гледаме. на тебе. Чао. Thank you.